Професор доктор Маријан Малцев од Педагошкиот факултет и професор доктор Владко Неделковски од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Конференција и Европски конгрес се двете теми. Прво, добро утро. Добро утро. Физичкото образование, спортот и здравјето се основата на едно општество и треба да се применуваат од најраната возраст. Ќе почнеме со професорот Маријан Малцев. Ќе ни објасните за Европскиот конгрес прво. Благодарам. ФИЕПС е организацијата која е покровител на овој 18-ти Европски конгрес. Инаку ФИЕПС оваа година ја слави 101-та годишнина од своето основање. 1923-та е основана во Брисел. Инаку ФИЕПС е меѓународна организација на професори по физичко образование и спорт. Генерално, физичкото образование, едукацијата на кадри за наставници по физичко образование, едукација на тренери, се разбира во соработка со факултетите за физичко образование и како и да се викаат низ светот. Огромна соработка имаме. Уште да ве запознам малку подлабоко, ако може, 124 земји се членки на ФИЕПС. Ние сме препознаени како организација невладина во рамките на Меѓународниот олимписки комитет, во рамките на УНЕСКО и Интернационалната конфедерација на професори по физичко образование и спорт. Сето ова овозможи годинава да почне новата ера, да речеме, во физичкото образование со конгресов кој ќе се одржи од 30 мај во Охрид до 2 јуни. Учесници имаме од целиот свет, од сите континенти. Председателите на сите континентални ФИЕПС подружници ќе бидат во Македонија. Научни трудови, досега имаме повеќе од 120 научни трудови кои опфаќаат и образование, и спорт, и здравје, и слободно време, и женскиот спорт, машкиот спорт, предучилишно образование, значи комплетно се што е во врска со спортот. Ќе зборуваме за содржините во следното прашање. Прво да ја елаборираме и научната конференција, каква и што е по дефиниција. Направим поздрав до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија. Факултетот за физичко образование, спорт и здравје традиционално на секои 2 години организира своја научна конференција, така да и ова РПЕШ која што го разговаравме една сплетеница од Research of in Physical Education, Health and Sport. Се поклопи оваа година на покана на нашите национални делегати во ФИЕПС Европа, кои што издействуваа да Македонија биде домаќин. Ете факултетот да превземе условно таа одговорност, заедно со Педагошкиот факултет и заедно со Федерацијата на спортски педагози на Македонија, меѓутоа и со помагателство на други федерации, Федерацијата за училишен спорт, Федерацијата спорт за сите, индиректно, значи, тука и Агенцијата за млади спорт, да го организираме овој голем настан, да направиме еден спој помеѓу 18-тиот конгрес и 6-та научна конференција, со огромен број на гости, видни како од раководни лица од ФИЕПС Европа и ФИЕПС Свет, така и на наша покана како факултет на голем број на декани и ректори од регионот, значи доаѓаат гости и од Хрватска, и од Србија, и од Босна, и од Бугарија, и од Турција, и од Романија, а трудови, како што кажа професор Малцев, имаме од сите 5 континенти. Еден голем настан за нас, еден голем предизвик за сите наши 3 институции кои што се директно инволвирани, така да подготовките течат и сигурен сум дека во делот на научниот импакт сигурно ќе имаме сериозни трудови кои што ќе бидат таму одбранети, ќе има сериозни дискусии, ќе извлечеме одредени заклучоци. Неделковски, ќе почнеме со вас на второто прашање. Видовме, ги елабориравте конгресот и конференцијата. Што се? Зошто? Следното прашање е зошто се битни овие за нас? Вие, вашите две институции се практично основата во сферата во која што екзистирате и функционирате. Зошто се битни конгресот и конференцијата за нас? Не само Македонија, туку и сите земји во светот огромно внимание обраќаат на физичкото образование, стекнувањето на навики и нормално како резултат на тоа нели масовен спорт, врвен спорт, здрава нација и така натака. Начинот на живот, седентарниот начин на живот, сите проблеми кои што тој ги носи, едноставно не упатува и не издигнува на еден пиедестал како струка, која што во иднина уште многу повеќе ќе
ќе има значење и ќе добива на тежина. Како две институции комплементарни кои што си помагаме една на друга, сме упатени на соработка и со овој настан сигурно дека оваа соработка ќе се издигне на уште едно повисоко ниво. Физичкото образование, имаме одредени најави, да речеме, ретки сме, пионери сме, можеби во Европа, каде што имаме наставници заедно во тандем настава од прво до пето одделение, значи интегрирани наставници од прво до крај на средното училиште. Добра и најавата за вклучување на предучилиштните установи во системот на образование, односно надлежност од труд и социјала да отиде во Министерството за образование, каде што би било тоа еден интегриран систем и каде што ние како институции многу полесно би можеле да влијаеме и во тој дел, значи од најмала возраст, уште од 2, 3, 4 години, да ги ствараме навиките и да очекуваме резултати пред се на ниво на здравјето на нацијата, а потоа на масовен спорт, врвен спорт и на спортски резултати. Професоре Малцев, 80-ти конгрес, 6-та конференција, има ли ефект од одржувањето на овие настани? Видете, во научните кругови секако дека има ефект. Меѓутоа, по широката спортска заедница нема достап, нема соодветен пристап до сознанијата кои произлегуваат од науката. Особено е тоа значајно од аспект што новите содржини во методолошкиот процес на реализирање, како на воспитно-образовниот процес по физичко и здравствено образование, така и тренажниот процес, се комплементарни и се базираат на соодветни научни достигања. Проблем кај нас е што не се следи литературата, особено во спортот. На некој начин може, иако спортските институции, Ракометната федерација, Фудбалска федерација имаат соодветно тренерско образование, сепак сметам дека уште подлабоко тренерите кои не завршиле факултет за физичко образование, спорт и здравје да се соодветно дообразуваат, да може да ги следат научните сознанија. Треба да се знае и што се чита. Не само да се применуваат експлицитно елаборациите на професорите по физичко, на тренерите, на водачите на тие тренерски курсеви. Особено е значајно тоа ако сакаме да имаме успех во спортот. Еве секоја чест за ракометот. Да, на крајот на разговорот ќе зборуваме и за тоа. Ама неопходно и тоа во текот на овој разговор да го напоменеме, значи полезноста од ФИЕПС конгресот е прво презентацијата на Македонија во научните кругови во светот, достигањата во науката кои ние ги имаме, да може да се презентираат и се презентираат во светската јавност, исто така, еве, преку медиумите и пошироката заедница во Македонија, да има поблизок контакт со физичкото образование како основно човеково право за движење и развој. Професоре Неделковски, дали доволно имаме часови по физичко образование, спорт и здравје, дали доволно нашата нација, луѓето кои што живеат во Македонија, се физички анимирани во предучилишната и училишната возраст и се разбира се до крајот на образовниот процес? Делот на предучилишната возраст е нешто што дополнително треба да се унапредува, иако таму нормално постојат такви активности. Во делот на бројот на часови, тие од прво до 9 одделение и од прва до 4 година во средните училишта, во најголем дел, 99% се 3 часа неделно. Тука многу побитно е стварањето на навиките и секојдневното бавење со физичка активност на младите, а подоцна нормално и на возрастните, полнолетните граѓани. Така да не може само училиштето да биде местото каде што физичка активност ќе се практицира, него преку училиштето треба да се створат тие навики за да децата се бават со рекреативен спорт или со врвен спорт и подоцна нормално да остваруваат одредени резултати. Може ли подобро? Може ли да односно подобро? Може ли повеќе? Има ли многу во физичкото образование, во спортот и во здравјето? Дали треба да се воведат повеќе часови? Што е клучниот момент? Каде треба да се реагира со цел на крајот да имаме здрава нација? Има ли таков некој модус? Може ли да се најде?
Како гледаме во регионот, значи можеби предничиме со бројот на часови, има некои пилот проекти сега конкретно во Србија каде што пробуваат во одреден број на училишта да имаат часови по физичко секој ден. Тоа беше и целта на прашањето. Да, тоа е и малку скапа работа, тешка за исполнување, затоа што ние имаме малку проблем дека перцепираме час по физичко само во сала. Значи никаде во светот часот по физичко ниту 30% не е во сала, во 70% се изведува 2/3 од годината ни се сончеви денови. На отворени терени и во природа. Така да поентата е да имаме добро одржани часови по физичко, стварање на навики кои што овие деца подоцна кога ќе бидат родители ги пренесуваат нели на своите деца, како што нашите родители ги пренесуваат овие навики, ги пренеле на нас и едноставно како нација да израснеме во една нација со култура на движење, спортување, рекреирање, во една здрава нација што е главна цел и на образованието, и на државата, и на општеството. Секако и на овие два проекта на Европскиот конгрес и на научната конференција. Професоре, го споменавте ракометот пред крајот на разговорот сме. Ќе им честитаме на ракометарите и на селекторот. Ете со млади сили, со домашна работа како треба да функционираме. Може би малку резултатски гледано потешко од очекуваното, меѓутоа кај нас ако не е тешко, не е интересно она што се случуваше со Фарските острови. Прекрасно беше да се следи над преварот. Стварно извонредна мотивација. Гледате дека се може да се постигне во животот. Само треба да се има доволно волја, доволно желба да се надоместат сите недостатоци кои произлегуваат во текот на патувањето кон одредениот резултат. Само ако може би се надовржал на вашето претходно прашање, кога сме веќе кај литературата, само да напоменам дека според светските истражувања, секаде во светот, па и кај нас, последните истражувања се дека постои извонредна инсуфициенција, односно недостаток на движење кај младата популација. Само 30% се задоволува движењето кај предучилишната возраст и раната школска возраст. Да, среќаваме некои податоци дека и по 10 км дневно сме пешачеле како деца, а сега едва и 3 до 4, така што децава не ги познаваат основните апликативни движења, не знаат по скали да се качуваат, не знаат да се сибнуваат, да фрлаат, да фаќаат, да се тркалаат. Не зборуваме на алки, и на конј, на малари и така натаму. И тука доаѓа современата болест хипокинезија за која многу малку се говори кај нас, која всушност представува предиспозиција за појавување на најразлични заболувања во текот на понатамошниот живот. Човекот е многу флексибилен, се може да издржи, ама последиците се многу подоцна. А секоја чест да се надеваме дека и останатите спортови ќе го следат ракометот и успехот на нашите момци. Таков континуитет да обезбедат, тоа би било совршено. Господа, ви благодариме. Професор Неделковски, ќе најавиме дека во некои од следните емисии ќе го презентираме она што сега се прави на факултетот, реновирањето на салите и слично, така што ќе бидете повторно гостин за некои 15 дена да видиме што таму се случува и до каде се активностите. Ви благодариме за учеството ова утро. Благодариме на поканата и до скоро видување. До скоро видување.